Точка 18. Предлог програма за изградба, реконструкција и одржување на уличното осветлување во општина Могила за 2022 година. Комисијата за комунални работи и сообраќај. Комисијата за комунални работи и сообраќај се состави на 9.12.2021 година. Комисијата ја разгледа програмата, на истата нема забелешки и ја усвои со 3 за. Благодарам. Дали некој бара збор? Повелете. Јас овде имам една идеја и едно прашање. Идејата ми е за да се заштедат пари во општината и да имаме поефикасно улично осветлување, во склоп на комуналното предпријатие да се вработат двајца електричари или еден електричар и еден помошник, така што никогаш повеќе нема да даваме на тендер за уличното осветлување. При тоа ќе имаме заштеда на пари и плюс двајца вработени. Со тоа нема да даваме на тендер и на трети лица кои ќе се за украсување на елки, пак прегорил штеко во училиштето или имало проблем во општината. Така што електричарот ни е 24/7 во склоп на комуналното и така ќе имаме подобар сервис, бидејќи знаеме со овие тендери дека ќе го земи пример некој тендерот, па не извршува, сјодва, друг иди и така слично. И пошто овде гледам дека ова програма е изработил Весна Ристевска, не знам сега кој е овде, од каде до каде овие, од 8 до 13 дрвени бандери, значи, низ цела општина се тие 13 бандери кај што недостасува. Јас знам овде во Могила, на две места каде што сигурно ќе влезат во тие две места 5 до 6 бандери. Не, јас прашувам, кај вас себе, му кажи ти предлог, речи има и кај нас. Јас прашувам кој изготвил ова 13 бандери. Еве, сакаш да ти кажам конкретно, јас кај знам. За кај Симе Лулевски пример, од кај рекада, фалат 3 бандери. За кај Макре натаму, една пример, од кај рекада, кој ќе свртиш, 2 надолу. Значи, еве, конкретно ќе ти кажам 2 улици. Не мора да ти кажам другите. Значи, како таа изготвила 13 бандери, паушално, 15, 16 или 14, зато сакам некој објаснување. Ова е објаснување што го барам, а другото го давам како предлог. Предлогот ќе се разгледа и во ред вака друго во ред. Само треба да видиме што опрема треба да располагаме за година за да можеме целосно да го сервисираме осветлувањето за наредно. Значи ова ќе го разгледам. Еве јас се заложам да видам што точно треба ние да поседуваме за сето тоа да можеме да го продолжуваме. Бидејќи таму освен електричар мислам дека треба некој посебни дозволи сепак предлог јас се пробам да го видам што точно треба. Ако имаш некои понатаму други идеи, ќе ги разгледаме заедно. И на сите ќе ги презентираме. Некој друг дали бара збор? Предлогот го ставам за гласање. Кој е за? Предлогот е усвоен едногласно. Точка 19. Предлог програма за изградба, реконструкција, рехабилитација и одржување на локалните патишта и улици на територијата на општина Могила за 2022 година. Известителот од Комисијата за комунални работи и сообраќај. Повелете. Комисијата за комунални работи и сообраќај се состави на 9.12.2021 година. Комисијата ја разгледа програмата на истата. Нема забелешки и усвои со 3 гласа за. Благодарам. Отварам претрес. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за? Предлогот е усвоен со 11 гласа за. Точка 20. Предлог програма за реализација на активностите на општина Могила од областа на заштитата и спасувањето за 2022 година. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и точката ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно е усвоена. Точка 21. Предлог одлука за усвојување на квартален извештај за извршување на буџетот на општина Могила за извештајниот период
за кварталот 1.1.2021 година до 30.9.2021 година. Комисијата за финансирање и локален економски развој ги разгледа материјалите и со 3 гласа за одлучи да побара одложување на оваа точка за наредната седница. Кој е за предлогот на комисијата? Со 11 гласа за, предлогот е усвоен за да се одложи. Точка 22. Предлог одлука за измена на распоредот на средствата на буџетот на општина Могила за 2022 година. Комисијата за финансирање и локален економски развој ги разгледа материјалите и со 3 гласа одлучи со 3 гласа за и нема забелешки. Отварам претрес, кој бара збор? Повелете. Овде ви е напишано дека е за 21 печатна грешка. Кој да, значи за 27? Да. Ќе исправиме. 22, не, Да. 22 пака се, значи од 22 има ребаланс од академиција. Значи ке ова точно е за 2021. За крајот. Аха. До, значи, лепо. 2021, значи, Да. 200 беше да се прави. Дали некој друг бара збор? Предлогот го ставам на гласање. Кој е за? Усвоено е со едногласно. Точка 23. Предлог одлука за вклопување на бесправно изграден објект во идна урбанистичко-планска документација. Комисија за планирање и уредување на просторот. Гоце Повеле. Комисијата за уредување се состана. Предлогот е изгласан со 2 за и 1 воздржан. Благодарам. Дали некој бара збор? Предлогот го ставам на гласање. Кој е за? Предлогот е усвоен едногласно. Точка 24. Предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за основање на Центар за развој на Пелагонискиот плански регион број 07/102/7 од 19.2.2008 година. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Предлог одлуката е усвоена едногласно. Точка 26. Предлог решение за разрешување на членови на управен одбор на ЈКП Пела Хигена општина Могила. Известителот од комисијата за... Спомнам дека на 5.12 му заврши. Да, мандатот му завршува на 5.12. Повеле. 25 точка е Мудо? Извинете, да. 25-та. Се враќаме на точка 25. Предлог одлука за основање на Центар за развој на Пелагонискиот плански регион. Повелете. Во Пелагонискиот плански регион, запознато и граначалникот беше на состанок предходната недела, таму се 8 општини, како граначалник 8 општини, да. Може тоа. Регион. Сега донесен е нов закон за равномерен регионален развој и тие побара еднаш да ги измениме одлуките. Одлуката значи беше од 2008, мислам дека донесена. Сега се изменува според новиот закон. Не е ништо значи посебно, само треба да се усогласи. 24-та точка беше нова, значи измени, а 25-та точка е пречистен текст. На старата одлука со нова. Добро, благодарам. Тука поќе за називите стануваше според така се измените. Значи, спомнам дека му завршува мандатот. Да. Дека не ги разрешува, не завршува мандатот. Дали некој бара збор? Предлогот го ставам на гласање. Кој е за? Предлог одлуката е изгласена едногласно, е усвоена. Точка 26. Предлог решение за разрешување на членови на управен одбор на ЈКП Пела Хигена општина
Могила. Значи се разрешуваат бидејќи мандатот им престанува на 5.12.2021 година. Председателот на комисијата за верификација да земе збор. Комисијата за верификација, мандатни прашања, избор и именувања се состана, ги разгледа и констатира поради престанок на мандатот од функција на членови на управен одбор на ПЛХГН во општина Могила се разрешуваат следните лица: Симе Шурбевски од село Могила, Илче Велевски од село Могила, Катерина Ивановска село Могила, Горан Николовски село Могила, Живко Белевски село Дедевалци. Предлого сега и после. Да. Предлогот го ставам на гласање. Кој е за? Усвоен е едногласно. Точка 27. Предлог решение за именување на нови членови на управен одбор на ЈКП ПЛХГН општина Могила. За нови членови на управниот одбор на ЈКП ПЛХГН Могила ги предлагаме Горан Николовски Могила, Игорче Котевски Вашерица, Пеце Трајковски Долна Чарлија, Ѓулија Алчевска Могила, Весна Ивановска Могила. Благодарам. Дали некој бара збор? Предлогот повелете. Пошто сега комуналното е опфатено во повеќе села, да му дајме предлог, сакам од повеќе места да се вклати во оваа комисијата. Првен беше во помалце села распространето, ама овие година и пол има во поќе села, така што реално би било 1 до 2 да се могилци во интерес на самото комунално предпријатие. Благодарам. Дали друг бара збор? Го ставам на гласање предлогот од комисијата за верификација. Кој е за? Колку имаме? 10 за, против, воздржани, 2 воздржани. 9, извинете, да. 9 за, 2 воздржани. Точка 28. Предлог решение за разрешување на членови во надзорен одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈКП ПЛХГН општина Могила. Исто и тука е поради завршување на мандатот. Повелете. Исто така комисијата за верификација, мандат и прашања, избор и именувања се состана и со 3 гласа поради престанок на мандатот ги разрешува следните лица: Илија Јошевски, село Добрушево, Борче Светјански, село Могила, Васко Милевски, село Могила, Васко Марковски, село Ивањевци, Илче Кековски, село Могила. Благодарам. Дали некој бара збор? Предлогот го ставам на гласање. Кој е за? 9 за, воздржани, 2 воздржани. Точка 29. Предлог решение за именување на нови членови во надзорен одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈКП ПЛХГН општина Могила. Повелете. Членови на надзорен одбор се предлагаат Димитар Кенчевски, село Могила, Горан Тасевски, село Дедевалци, Васко Тасевски, село Беранци, Катерина Чурлиновска, село Ношпал и Христијан Паревски, село Ивањевци. Дали некој бара збор? Предлогот од комисијата го ставам на гласање. Кој е за?
Предлогот е усвоен едногласно. Благодарам. Бидејќи сите точки од дневниот ред се исцрпени, ја заклучувам седницата.